Ние продолжуваме понатаму со една интересна тема. На почетокот ја најавив. Станува збор за конкурс за поддршка на зелени бизнис идеи кои што се иновативни, потикнуваат развој на екологијата, промовираат традиционална изработка на производи и користат ресурси од локалните заедници. Четврта година поред спроведува Сдруженијето за социјални иновации наречено АРНО. Во студиото имам двајца прекрасни млади луѓе кои што ќе позборуваат конкретно на оваа тема. Ирина Јаневска, добро ни дојде во студиото, и се разбира Кристијан Шопов, кој што е победник пак на претходниот конкурс, односно 2017-та. Така? Така е, да. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата, така сакаме да си кажеме, убава светла сончева дневна соба. Вистина е светла. Ето така. Ирина, ќе започнем од тебе, како дел од организацијата. Четврта година поред се случува овој настан и каков е одзивот досега? Во Македонија се случуваше овој конкурс и претходно, меѓутоа од 2015 Сдруженијето АРНО го администрира. Прекрасно искуството да се работи на ваков конкурс, затоа што може да видиме дека расте свеста кај граѓаните. Ако првата идеја, да речеме, ако првата година ни пристигнува идеи кои што не беа најзелени во својата замисла, имаше луѓето буџетира фосилни, буџетира бензин, пластика во своите идеи, веќе гледаме дека свеста е на повисоко ниво и навистина се гордееме што и од кога почнавме да го администрираме имаме македонски победници на регионално ниво. Значи што 2015 навака имаме победници, еве Кристијан е дел од победниците минатата година. Раскаже тој како победил, со што победил? Ќе раскаже како го магепса жирито. Интересното е да, како што кажав, дека освен што дава шанса на луѓето да размислуваат за своите бизниси, од бизнис перспектива, интересното е тоа што гледаме дека градиме свест кај луѓето за оваа зелена економија, циркуларна економија, која што навистина е тренд во светот и во Европа и треба да е кај нас. Верувам дека ќе биде така, посакувам да биде така, со оглед на тоа дека некако многу тешко и екологијата и сите оние зелени идеи проаѓаат конкретно во нашето Скопје, зборувам сега, каде што е веќе за жал се и цемент и така натаму, знаеме во какви услови живееме. Конкретно вас ви фатило ли око, ајде да речеме, некоја идеја која што стварно може да се имплементира, да речеме и на општествено ниво можеби? Така, самиот конкурс во себе бара идеи кои што ќе имаат и зелена димензија, кои ќе бидат секако одржливи, затоа се бизнис идеи, меѓутоа треба да имаат и некакво враќање кој заедниците. Самиот конкурс е така структуриран да ние сите идеи проаѓаат низ филтер, ги оценува жири кој што доаѓа од различни области. Од сите идеи бираме 10 кои што се најдобри, ги викаме на финали, и од тие 10 бираме тројца представници кои што понатаму се надпреваруваат на регионално ниво. До сега искуството е дека сите овие 10 идеи што стигаат до финале се навистина квалитетни и тешко е да се избере од нив 3. Секоја година имаме различни фаворити, нели секој од жирито си има и своји афинитети. Мене лично многу ми се допаѓаат идеите на младите луѓе, затоа што се многу прогресивни, затоа што изненадуваат. Ете таков е примерот со Кристијан, кој што има нетрадиционална идеја. Луѓето и се чудеа што сега магионичар од каде? Да, уште ми е малце бао, меѓутоа ќе ни раскажеш, Кристијан, во суштина како победи, со што победи и што е тоа што ги магепса, еве, како што каже Ирина, сите оние луѓе кои што те гледаа и кои што те пратеа. Магија и екологија некако допирни точки, чудно е. Повели, кажи да ни објасниш. На почеток изгледа чудно, ама еве сега кој ќе ви објаснам кјурите дека има огромна поврзаност. Значи на почеток кога прв пат дознав за надпреварот, размислував како може магијата и односно илузијата да ја искористам, да ја поврзам со екологијата. И во тој момент кога го читав конкурсот, размислов што може да направам и сватив дека јас како магионичар го имам вниманието на публиката, на луѓето, додека настапувам. И сватив дека тој мој настап, таа моја представа можам да искористам како медиум за промоција на еколошки пораки. И сватив дека можам да станам екомагионичар, кој што преку изведување на магионичарски трикови може да промовира екологија. И сега тоа како го правам? Например, покажувам пластично шише, ќе направам да исчезне пластичното шише, но после тоа ќе објаснам на публиката дека тоа не е вистина, дека тоа е илузија, дека пластиката не може да исчезне со магија, туку единствен начин е да ја рециклираме.
и дека треба да ја фрлиме во одлично. жолтата канта. Потоа ќе земам лист весник, ќе го искинам весникот и повторно ќе направам нов весник, ќе објаснам дека тоа е дека хартијата има живот, дека таа може да се рециклира и дека за да се рециклира треба да ја фрламе во сината канта. И така мојата идеја беше да од обичен магионичар да станам екомагионичар кој што ќе промовира најразлични теми од областа на екологијата, но за почеток започнав со селектирање на отпад и бидејќи склучив договор од кога учествував на надпреварот и за среќа беше избрана мојата идеја од страна на жири комисијата и во Македонија и на регионалниот надпревар. Тоа многу ми помогна бидејќи можев да го искористам како одскочна даска да За што понатаму? за што понатаму, да. Јасно. А ако може режија, само имаме и фотографии извадено конкретно за ова што го зборуваме. Има фотографии, има и магионичарска школа што е на YouTube, каде што Кристијан ќе промовира видеа кои што самите дечиња може да ги следат и да ги учат. Така. Еко трикови се тие. И како што кажа, да, многу е интересно затоа што ете пример на иновација, затоа што зборот иновација сам по себе е многу тежок. Ние барем знаеме затоа што доаѓаме од Сдружение за социјални иновации, меѓутоа се може кога човек ќе седне да размисли на темата, навистина може. Таков е примерот и со храна за сите, кои што исто се млади дечки кои што лани победија. Тие во Македонија донесоа една платформа преку која се продава last minute храна. Тоа е непродадена храна од сите оние прослави, матурски, свадби, мекици. Што е супер, апсолутно. Зошто да се фрли толкова количина на храна кога може да се употреби на место каде што е или луѓе што не може да се дозволат да имаат оброк или не знам домаќинки, домаќини кои што немаат време да готват, зашто да не може да се дозволат храна. И ете уште еден пример на иновација кој што го третира отпадот на храна. И сега ќе речат зашто ова е еколошка. Треба луѓето да размислуваат малку пошироко. Еколошка е затоа што отпадот од храна кога ќе заврши на депониите прави гасови, прави одредени штети кои што влијаат во природата и така ете преку еден друг начин, одржлив начин, бизнис компонента се третира ова решение. Апсолутно. Имаше една, дали беше на документареца, можеби некаде по социјалните мрежи го видов, девојка една во само една тегла обична од мед, е годишниот неизин отпад. Да. Значи собран во само една тегла. Деја Џонсон гостуваше 2 пати во Македонија, сега има девојки од нула отпад иницијатива кои што ја преведоа книгата и ги едуцираат луѓето како да речат први не, reduce, значи да се намали потрошувачката и потоа да се рециклира. И да, токму она е поборник за тоа да пример да не се користат пластични кеси кога се оди во продавница, дека може со торбичка, дека може да се користи кај нас нема такви идеја, се надевам дека оваа година ќе пристигне на конкурсот да се купуваат производи кои што не се во амбалажа, на рефус. Да се оди во продавници да се купат, затоа што секој ден ние од дома излагаме со кеси ѓубре, кои што понатаму не се ни рециклира. Целиот свет, целиот тренд е натаму, и Европска унија, Велика Британија забрани употреба на пластика што е за еднократна употреба. Цевки пластични, за лажички за мешање кафе, чепкалки за уши, сето тоа навистина има еднократна употреба и животниот век е многу долг на пластиката, нажалост. И гледаме иницијативи кои што го забрануваат тоа и тоа ќе дојде и кај нас. Да, дај Боже да е така, дај Боже да е некако свеста на граѓаните малце се зголеми на некое повисоко ниво, зборувам она еколошка свест се разбира. Дури се вели дека во океаните, ако се пропаднати пластики, железа и слични работи, дека дури и железото побрзо ќе се разгради отколку пластиката. Значи, сваќаме колку пластиката е навистина штетна за околината и воопшто за живеачката. И сега, ајде да позборуваме за пријавувањето. Како оди начинот на пријавување и кој се може да се пријави за ваквите идеи? Конкурсот е отворен веќе подолго време, завршува утре на полноќ, меѓутоа тоа не треба да ги обесхрабрува граѓаните, особено оние кои што веќе размислуваат за почнување на свој зелен бизнес. До утре имате време. До утре е рокот, формуларот е
е краток, 5 страни и во него се објаснуваат нели сите елементи на бизнис идејата, се раскажува приказната. Она што сакам да го нагласам е дека треба бидат навистина искрени, дека има многу луѓе кои што доаѓаат од граѓански организации па користат некаков речник за да ги импресионираат членовите на жири. Напротив, ние ги сакаме малите, обични, искрени приказни кои што доаѓаат од селата или од луѓето кои што искрено размислуваат за почнување на свој бизнис. Значи формуларот може да се превзема од нашиот вебсайт www.arno.org.mk. Таму ги има и условите во кои што се наведуваат сите критериуми. На конкурсот може да аплицираат сите кои што се заинтересирани, физички или правни лица. Единствено ограничување кај правните лица е доколку станува збор за компанија да нема годишен обрт поголем од 10.000 евра. И ова е разбирливо затоа што конкурсот цели да ги помогне оние помалите. Апсолутно. Значи не поголемите бизниси кои што се веќе етаблирани, туку нови идеи. Ете, тоа е еден од критериумите за аплицирање. Идејата треба да е во почетна фаза на развој или да е нова. И таа треба, како што кажавме, да е одржлива, да има некаква бизнес логика, да се објасни во самата апликација како преку Каде ќе се случува тоа? Идеите самиот конкурс е онлайн, во позадина жирито од кој ќе пристигнат сите идеи ги оцени, бираме 10 финалисти. Финалето ќе биде на 5 јули во Скопје, а понатаму регионалниот надпревар, оние тројца кои што ќе ги избереме како македонски победници, ќе се надпреваруваат во Маврово. Оваа година Македонија е домакин на регионалниот надпревар. Инаку конкурсот се задржува во Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина од лани и секоја година ротира. И многу интересно затоа што се работи за регионален надпревар. Па може да се видат и идеите и од нашите суседи и слично. Кристијан, сакам да го прашам како дојде ти првично до тоа дека постои еден ваков конкурс. Како се пријави, колку беше едноставно, како ти дојде идејата и слично? Така, јас идејата ја имам многу одамна за магионичар, а за екомагионичар ја добив идејата кога слушнав за конкурсот. Дознав за конкурсот така што јас претходно учествував на еден друг конкурс, на еден друг надпревар и оттаму добив мејл во кој што пишуваше луѓе ако сакате еве одлична можност за еден друг надпревар и тогаш првпат дознав за Арно и за надпреварот и бев фасциниран од самиот надпревар и сакам да ги охрабрам гледачите дека се е многу едноставно и ако го прочитаат веб сајтот дека секи им стане јасно и нема ништо комплицирано во апликацијата и секој што има идеја и кој што сака да оствари идеја, тоа е одлична можност да аплицира и да го оствари својот сон, да започне собствен бизнес и да може да го живее сонот кој што го сака. И сега само да споминеме дека има и награда која што е апсолутно голема, мотивирачка. Станува збор за $10.000 вели овде, меѓутоа на регионално. На регионално, на национално ниво доделуваме ваучер од нашите партнери и спонзори на конкурсот. Станува збор за Асоциацијата за менеджмент и консалтинг МК 2000, кој што на тројцата македонски победници даваат ваучер за користење на нивни сертифицирани консултантски услуги, што исто така од голема помош затоа што станува збор за тим од менаџери кои што се навистина искусни, кои што нудат совети како тој бизнис да навистина заживее. Заживее, така е. И тоа е многу важно затоа што не станува збор за семинар, кај што одиме и гледаме PowerPoint презентација, па са некои избори, маркетинг и тука општо. се случува. Туку конкретно за делот од бизнисот на кој што најмногу му треба поддршка, а за регионално ниво станува збор за награда од $10.000 која што се добива, меѓутоа тоа се неповратни парични средства, меѓутоа се даваат во транши, се подпишува договор и нели со помош на Арно се следи и самата идеја, меѓутоа освен во аспект нели на мониторинг и евалуација, ние помагаме на нашите грантисти дополнително да остварат контакти со други поддржувачи, со други спонзори, затоа што на сите ни е во интерес да овие идеи вистински живеат и останат да живеат и после таа една година. На еве победив и тоа е тоа. Затоа сакам да го прашам и Кристијан, што после твојата победа? Како се разви, не знам, ова екомагионичарство и што се случува? Што направив? Првиот чекор што го направив беше да осмислам детска магионичарска еко представа, која што има за цел да ги едуцира децата за селекција на отпад.
како да ја третираат пластиката, хартијата, стаклото. И склучив договор со компанијата Пакомак и заедно со нив направивме караван по основни училишта низ Скопје и едно 3,5 месеца се реализираше караванот, ги поминавме речиси сите основни училишта во градот Скопје, каде што ја изведов мојата представа пред дечињата и ги научивме каде се, во која канта, каков отпад се треба фрла. да се фрли, така е. за да имаме почиста и поздрава животна средина. Од септември се планира караванот да продолжи по градовите низ Македонија. Така да првиот чекор беше да ја направам еколошката детска представа, а потоа имам во план да направам и друг тип на представи со поголеми трикови. Значи се работи Така. на случајот, што е Да, супер, да. не останува таму, него едноставно еве се едуцира и младината, и се едуцираат и па сметам дека и од најмладите и треба да започне се со оглед на тоа дека и децата во градинка веќе разбираат што е пластика, што е стакло, што е хартија, кој каде треба да се фрли. Да, и дури така ги натаму. едуцираат и родителите, им прават главоболки сега малку, затоа што не одбиваат Ако и пластични родителите, цевки, и да. родителите треба добро Така, да мора да знаат. почнеме да ги едуцираме децата, бидејќи тие Така. се иднината наша. Апсолутно, се служувам. Супер, како за крај нешто да ни кажете како да го заокружиме еве разговорот, оставам на вас. Може да поклониме една картичка, Добра. која што е промотивниот материјал Еа. на нашиот конкурс. Станува збор за садлива картичка, која што во неа има семе. Оваа картичка се прави на рециклирана хартија, се кине на парченца, по тенок слој почва се сади, се полева и никнува цвеќе. Цвеќето е пркос и го избравме ова Да му семе. прекусиме на... Ете така, Така за е. новите бизниси да пркосат, значи лесно расте, лесно се одржува, навистина е отпорно на сите временски услови. Тоа е целата символика за новите бизниси што ќе никнат во нашето општество, да бидат издржливи, да бидат отпорни на се и да цветаат. Супер. Одлично. Филантропија преку зелени идеи, еве ги тие картички, меѓутоа ќе ги поделиме во делот кога се нашите спонзори. Ќе ги поделам овие 4 картички на некој кој што ќе ни се јави. Ви благодарам многу што бевте дел од утринска на Тилма. Ви посакувам да и овој пат има одлични зелени идеи. Се надевам кои дека што- ќе дојдеме со победници. Да, може. Не Со треба победниците да ве продолжи чекаме на традицијата. утринска на Телма, апсолутно. Во секој случај посакувам да има навистина одлични зелени идеи и да сето тоа може да се имплементира на некој начин во општество кое што во моментов за жал е такво како што е и очајно, слободно можеме да кажеме. Но браво од друга страна за Арно и браво за сите оние ентузијасти кои што имаат вакви идеи кои што може да направат нешто повеќе за нашата држава. Фала ви многу. Фала на поканата. Е така.